8 часот и 45 минути, вистинско време да се вклучите во утринскиот брифинг, каде што со мене на масата туку што седна и госпоđа Радмила Шекеринска, министерката за одбрана на Република Северна Македонија. Добро утро. Добро утро. Госпоđо Шекеринска, прво, она вчера помина некако, ние веќе навикнавме членки на НАТО, па ништо веќе не ни е значено, протоколарни вести и така натаму. Вчера станавме формално во полн капацитет во состав на воената алијанса. Што тоа значи, бидејќи видовме униформи, видовме адмирали, генерали како се шетаат, дигавте знамиња, имаше поздравни говори и така натаму. Што е важноста на вчерашниот ден? Може би војните представници ќе зборуваат за други придобивки од военото интегрирање, ама мислам дека за граѓаните може би најважна е политичката порака. А тоа е дека после членството покажавме дека што е до нас, ние си го завршуваме. И дека како сојузник не легнавме да спиеме после подигањето на македонското знаме во Брисел. Она што мислам дека е најинтересно да се спомне, речи си срамежливо ние го спомнавме, малку подиректно го спомна генералот кој што е првиот човек на командата на НАТО за трансформации, значи тој е задолжен за сите реформи во НАТО, во командата во Норфолк. Тој кажа дека Северна Македонија е државата која што најбрзо реализирала воена трансформација. Добро, може би затоа што долго чекавме, па во меѓувреме се изработија разни работи. Јас не би рекла дека е тоа врзано, едното со другото, затоа што па и 20 години не е малку чекање, како што има Хрватска и Албанија. Она што е важно дека од моментот кога го потпишавме протоколот почнавме да работиме. Не чекавме на членството. Добро, ако Хрватска и Албанија за тоа поминале некој, не знам, еве ги се проверувам, 43 до 55 месеци, ние тоа го направивме за 19 месеци. И јас мислам дека ни требаат такви, како да кажам, еве, позитивни пораки, за да видиме дека не мора постојано да мислиме дека кај нас сите работи одат потешко, дека мора ние да бидеме побавни, дека мора да бидеме послаби. Што е сега фактичката последица од тоа? Ние сме сега комплетно вклучени во оперативните дејности на НАТО активности, во тој командно политички, ако сакате, синџир на управување. Ние и така имаме луѓе во мисии, добро, тоа не се кој знае колкав број, но остануваме таму. Што ќе значи тоа сега фактички во Тоа повеќе ни значи на нас. НАТО едноставно се отвара за целосна врска и комуникација со различните структури кај нас дома. Тоа значи дека освен пристапната точка која и сега имавме за безбедносно комуницирање, сега сите други линкови кои што ни даваат, како да кажам, привилегија да пристапиме кон НАТО мрежите, кон НАТО базите, сега ни се целосно отворени. Еве, како еден прост пример. Ние досега можевме да ги користиме, например, радарите и радарските слики од Лариса, за да имаме увид во состојбите на нашето небо. Во Лариса е еден голем команден центар со кој се покрива практично скоро до Азија, овој дел целиот регион на евроазискиот, да кажем, спој. Ние добивавме делумна снимка. Што значи тоа? Тоа значи дека со одредена резолуција, со одреден број на податоци, сега практично ние го добиваме директниот линк и ние целосно воено го познаваме и имаме преглед на нашето небо. Дополнително, наши представници веќе стануваат дел од командната структура на НАТО. Завршија овие процеси за, нели тоа, овдека многу е обилена тема, сертификати за безбедност, како се вика тоа. Сертификатите ќе бидат малку како реформите во НАТО, never ending story. Тоа значи дека тоа е процес кој што сите земји го поминуваат. Нов човек имате, нов офицер кој ќе ви биде потребен да има сертификат, почнувате и за него процедура. Тоа нема во ниеден момент да заврши, но факт е дека веќе имаме доволна бројка на луѓе кои се сертифицирани од НАТО, за да можеме да ги пополнуваме позициите. Негдека само од Министерството за одбрана и армијата имаме над 150 луѓе кои веќе се целосно сертифицирани. Бидејќи изборните процеси завршија, тоа значи дека можевме да ги завршиме и нашите избори внатре во институцијата и ние ќе ги имаме првите, мислам, 7 мина
луѓе кои што ќе бидат дел од НАТО командите. Тие веќе нема да бидат наши Брисел, офицери. Не, најголемиот дел се во Монс, Торехон, Норфолк, командите Измир веќе имаме. Таму не се наши представници за да враќаат овие информации, туку таму функционираат како дел од целиот тој команден состав. Тие ќе имаат, секогаш зборуваме, тие ќе го имаат нашето знаме и нашата униформа, но таму ќе бидат во својство на НАТО представници. И тоа е, еве да кажам, можеби првиот впечаток дека сте стварно дел од НАТО. Ајде да ве прашам сега конкретно и со тоа ќе завршиме околу целата оваа работа, бичи брзам да преидеме на внатрешно политички теми, да претпоставам гледачите кои ги интересира. Што значи ова практично да речеме за оваа растечка криза меѓу Белорусија и Полска? Вие сте министар. На кој начин сте вклучени? Што следите? Имате ли консултации? Имаше и Столтенберг вчера изјава на страна што Европската унија тоа го третира од политичка страна. Но што значи тоа за Македонија сега како земја членка на НАТО во врска со таква една европска криза? Па не е единствена, за жал, кризата во Полска. Дел е од впечатокот дека работите малку се влошуваат на безбедносен план. Едно е односот помеѓу Полска и Белорусија по прашањето на мигранти. Јас мислам дека дел од политичкиот притисок веќе вродува со плод и Белорусија почнува да веќе ги регулира авионите, затоа што приказната е многу едноставна. На полската граница почнаа да се трупаат огромен број на бегалци од Азија во главно, кои што стигаат со авиони до Минск, а потоа на некој начин се пропуштени од белоруските власти да дојдат до границите и притисокот на границите е голем. Јасна е целата таа трик политика која ја прави Лукашенко, не е нешто. Она што го често пати го зборуваме хибридно војување, еве ви еден пример. Значи тоа не е војување со војска во униформи, со оружје. Нема веќе дивизии, нема веќе, иако и тенкови има таму се разместија, но не е тоа целта на. Но она што е интересно е дека политички тоа ви прави дури поголем притисок отколку типичниот воен притисок. Предпоставувам дека на едната страна, ако ја имате Белорусија со својата армија, од другата страна не само НАТО, туку имате 5-6 НАТО армии кои што се позиционирани во Полска, преку така нареченото Enhanced Forward Presence или истурено присуство. Тоа не би било толку голема опасност, бидејќи разликата во вооружување, во персонал е многу голема. Но овој тип на хибридно војување практично ви ги наоѓа слабите точки и тука ви го прави притисокот. Добро, за Полска и Русија, мислам, тоа треба секој да си има предвид. Тоа е вториот дел, што спомнав дека работите малку изгледаат дека водат кон влошување на безбедносните прилики, а не кон подобрување. А тоа е притисокот и некои од изјавите кои што доаѓа од страна на НАТО околу руско-украинската граница, која што минатиот пат беше почеток на една сериозна криза. Доаѓаат неколку позиции од НАТО, предупредувања дека дополнително загрозување на или притисок врз Украина, НАТО ќе го смета како неприфатлив развој на настани, но сето тоа покажува дека геополитиката за жал не ни ја олеснува работата, туку ни ја оттежнува работата и ќе треба да се навикнеме, барем следниот неколку годишен период, дефинитивно да живееме во ситуација на зајакнати тензии. Само да констатирам, мислам, Македонија за година дена протера тројца руски дипломати, од кои што со докажени активности кои се во спротивност за шпионажа се работи, за обиди за регрутирање на овдешни. Мислам дека некои од целите беа и војни лица од нашата армија или од министерството и така натаму, што покажува дека расте таја, да кажем, тој интерес, како ние стануваме се повеќе дела, сега веќе и комплетно дел од НАТО во оперативно и командна смисла, така и другата страна има интереси да го пробие тој, да кажем, штит на тајноста, на работењето на алијансата и особено кај нас. Да, затоа е безбедноста на нашите луѓе, на нашите мрежи важна за НАТО. Практично ве тестираат затоа што непријателот ќе пробие таму каде што е најслаб отпорот. Меѓутоа, мислам дека и во овие ситуации ни се покажува колку дека членството на НАТО сепак ни дава една дополнителна тежина. Што сакам да кажам? Целата историја ни покажала дека најлошо поминуваат земјите кои што се
на границата, кои што не се ни таму ни ваму, во геополитичкиот Кои што седат на две столчиња да ви помогнат политички? Не мора да седат на две столчиња, доволно е да не бидат дел од колективните системи за безбедност. Тоа не значи дека ако сте дел од колективниот систем за безбедност, вие ќе можете да дремнете. Не, тоа значи дека ќе бидете дел од тоа подигање на можеби тензиите, но сепак сте под, како велат, чадорот. И тоа ви дава, прво ви ги дава информациите, значи информациите за тоа што се случува во Полска, за тоа што може да се случува во други делови, информациите за новите типови на војување ги добиваме пред за нив да се зборува на телевизија. Ви дава тоа простор да се обезбедите, ви дава тоа простор да видите кои се туѓите искуства и во одреден момент да си ја зголемите својата безбедносна култура. Госпожо Шекеринска, се гледате ли со Заев деновиве? Сте во денеска контакт? информација дека владата имаше седница вчера, така што апсолутно да. Вие не сте вклучени во овие преговори за зголемување на мнозинството на влада. То ти гледам дека амбициите од другата страна растат. Сега фатив една изјава дека Алијанса вели најмалку 2 па и 3 министерски места. Да не е вашето место да предмет на преговори. Мислам дека е составен дел е тоа од политиката и сите ние кои што сме поминале повеќе кругови во пеколот, што би рекле, на преговори, јасно е дека ќе има и големи барања, ќе има и дискусии за се и се што. Мислам дека немаме притисок во поглед на термините и на времето. Владата работи во полн капацитет и мислам дека партиите сепак треба да се фокусираат наместо на, како реков, броење пратеници, па и броење на министерски места, која е нашата задача. И вие на почетокот спомнавте дека вчерашниот ден некако помина бегло. Тоа е за жал можеби дел од нашата политичка и вашата новинарска навика повеќе да се занимаваме со ситните партиски игри, кои сепак се ситни. Ќе бидат интересни недела, 2-5 и после ќе ги заборавиме. А многу помалку да се концентрираме на суштината и на она кои се чекорите кои ги очекуваат граѓаните. И мислам дека таа грешка и ние ја правиме во политичкиот живот, но мислам дека и медиумите влегуваат во таа грешка. Ако денеска имам изјава за воена интеграција наша во НАТО, за која што сме зборувале 3 децении, тоа ќе биде некоја вест 15-та минута на вести. Ама ако ја кажам дури најглупавата изјава за идно мнозинство или евентуално за Бугарија, тоа ќе биде прва вест. Мислам дека треба да созрееме и да им ја даваме тежината на работите кои што навистина носат некаква вредност. Ајде сега за некакви паметни изјави околу двете теми што ги спомнавте. Вие до неодамна седевте во врвот и на вашата партија, па добро, заминавте и така натаму. Меѓутоа, оваа двојна оставка најавена па повлечена од премиерот и така, создаде де факто политичка криза, опозицијата се истрча, се испостави дека се избрза, тие малку ви дадоа сега еден тајминг простор заради својата недоветност, би рекол, и заради тоа како сето тоа се одигра, да земете здив и малку политички да се стабилизирате. Очекувате ли нова влада до крајов на годината и очекувате ли дека Заев ќе биде мандатарот на таа нова влада? Треба да го поделиме периодов, јас би рекла на две половини, на две полувремиња од фудбалската можеби утакмица. И првиот мора да биде фокусиран на стабилизирање на мнозинството и мора да биде фокусиран на нашата втора стратешка цел, а тоа е Европската унија. Не сакам да ги зголемувам очекувањата, затоа што верувам во тоа дека треба да ги дигаме очекувањата за работи кои зависат од нас. Како што се гледа, тоа што зависи од нас, ние го завршуваме, го исполнуваме, обезбедуваме реформи. Тоа што не зависи од нас, не можеме ние да го подгреваме или да го ладиме на ринглата. Во случајов почетокот на преговорите со Европската унија зависи од Бугарија, зависи од консензус во рамките на унијата. Ќе дојдеме до тоа прашање. За внатрешна тема? Ние не смееме, затоа велам, не можеме ние да дефинираме што ќе се случува на Европскиот самит. Но она што можеме да дефинираме е да не дадеме алиби
на бугарската или на било која друга страна која што е заинтересирана да го обезбеди статус квото. Ако ние немаме влада со полн капацитет, ако ние имаме ситуација падни стани, никој во Европска унија нема да се потресе и да бутка кон решение и да бутка кон почеток на преговори, ако кај нас во Скопје не гледа апетит за такво нешто. Значи, тоа е првото полувреме. И мислам дека тука треба да ја гарантираме безбедноста на владата, да биде јасно дека мнозинството е обезбедено и да бидеме во полн капацитет. Понатаму мислам дека работите многу ќе зависат и од тоа што ќе се случи на Европскиот самит, но се разбира и какви одлуки ќе носи СДСМ. Во овој момент мислам дека секоја дискусија е преуранета и не дефокусира од тоа што велиме дека ни е стратешки интерес. Ако ни е стратешки интерес, јас би рекла сета енергија политичка, владина, институционална, па и медиумска, треба да ја концентрираме кон таа цел. Со други зборови, немаме уште јасна слика дали ќе има ново владино мнозинство наскоро и дали Заев ќе биде и новиот мандатар, бидејќи јас со разни соговорници деновиве, особено вие кои што доаѓате од власта, кој разговарам феноменот да после ова се што се случи, оваа драма мала која што се одигра, па и беше и голема, не беше само мала, сега изгледа како помала и така натаму, не може белки да се очекува дека се ќе остане исто и дека сите ќе си продолжат како што биле и дека жолти картони, црвени картони, ајде сега веќе да не влегувам во тие епски описи на се што се случуваше, дека тоа така ќе врви. Сепак се очекуваат некакви промени, предпоставувам и во владиниот состав, и во кадровскиот состав, и во партискиот состав во вашата партија. Првото прашање е, ние мора да обезбедиме и да покажеме ново парламентарно мнозинство. Каков ќе биде структурата и составот? Тоа е второстепено прашање, но ние и во пресрет на тоа што ќе се случува во ЕУ, мора да обезбедиме стабилност политичка и предвидливост. И во таа смисла, тие ќе бидат првите промени. Состав, владин, втор ешалон и така натаму. Меѓутоа, се согласувам со вас. Тоа е само еден дел од приказната. Вториот дел од приказната е повеќе прашање внатре коалициско и пред се во СДСМ. И мислам дека е јасно кај сите нас дека ни треба промена која според мене не треба да биде само кадровска. Јас навистина мислам дека многу често енергијата ќе се потроши во промена на картите на масата, ама ние треба да ја промениме и играта. Тоа значи дека треба да ги преиспитаме некои од нашите политики. Па аналитичарите велат сега или никогаш. И мислам дека е тоа добар. Мислам дека е добар периодот и мислам дека таа порака беше испратена веднаш после изборите. Ние помалку после изборите се фрливме во сенка. Она што мислам дека не успеавме да го споделиме со јавноста, па и да го дебатираме со вас кои што ги анализирате политичките процеси, е дека 4 пати поред имаме изборни циклуси на кои никој нема посериозни критики. Пазете, ова е држава на страна НАТО, тоа НАТО не може да ни го обезбеди. Ние сме најпосле држава која не се занимава со квалитетот на својот изборен процес. Добро, тоа навистина мислам е дострел, меѓутоа некако се навикнавме веќе да тоа биде стандард. Така што знаете како, ја се навикнавме на тоа и во 2006, па после нагло стана нестандард. Па пак ни се врати на маса. Го кажувам тоа затоа што сакам да спомнам дека вечерта имавме и уште еден друг тип на преседана. Тоа е премиер да излезе, председател на владеачка партија, да излезе и без многу врева, без многу притисок, да ја честита победата на другата партија. И тоа е зреење. И јас би се радувала, како и вие, да кажам, ова е новиот стандард. Сме гледале дека многу често тие стандарди после ги губиме. Значи, на овој пат СДСМ покажа дека, како да кажам, учел од своите грешки и дека тие сега лекции треба да ги научи и во другите сфери. Да направиме сериозна анализа што функционирало,
а што не функционирало? Морам да изличам, бидејќи имаме малку простор во овие наши формати за долги анализи, ќе бидете вие на другите телевизии, предпоставам, ќе добиете шанси за поголеми експликации. Кога нема јасни информации, тогаш царуваат шпекулации, нејасни информации, така се расправ некни пред 10-15 дена со еден представник на една поголема политичка партија кој вика сте објавиле неточна информација, вика ма што е точната информација, па уште не знаеме. Па додека нема точна информација, се друго е неточно, ствари точно. Скопското крило во СДСМ, повторно гледам шпекулации, Шекеринска тука ќе гледала шанси и така натаму. Работи ли Скопското крило во овој интеррегнум сега кој што се случува во партијата на некакво авансирање на своите кадровски и политички интереси? Најлесно е да кажам дека тој дел од шпекулациите ниту го гледам, ниту сум го видела во претходниот период. Ниту го очекувам. Тоа се тие симплификации кои најубаво поминуваат во јавноста. Секој пат кога ќе почнеме да зборуваме, ајде да видиме кои политики ни функционирале, кои не, во принцип нема интерес за тоа. Него дајте да видиме кои се кандидатите, Скопско крило, вакво крило. Знаете како, и ние стануваме површни заради тоа што дебатата ни е површна. Исто и од наша страна можеби е одговорноста. Мора повеќе да зборуваме за политиките и каде ќе има поместувања, отколку се да сведеме на кадар. Значи, можете да имате одлични министри, може да имате феноменални директори. Ако политиките со кои што се занимаваат се губење на време, ќе останете во истата мртва точка. И затоа, да, мислам дека метлите секогаш се поатрактивни, и кај нас внатре во партиите, секогаш е полесно за нив да дискутирате, но мислам дека ни треба малку повеќе занимавање со суштина. Прво внатре во владата, во СДСМ, а потоа тоа да го емитуваме и во јавноста. Се додека не ви даваме месо, Да, занимацијата ќе биде со шпекулации. Меѓутоа, ја тоа, не знам, од 2014 мислам дека истите муабети за Скопско и не Скопско крило ги слушате. И се покажа дека не се точни. И јас веќе немам нова реченица со која што ќе ги демантирам старите манипулации. Морав и тоа да го поминам, бидејќи добро, има и опонентни политички струи на кои што им одговара, не само во партијата, има вон вашата партија. Па кога таму се случуваат кризи, вие тоа истото го користите и така натаму. Моето искуство во политика е колку помалку одредени структури, политички партии, поединци, колку помалку работат, толку повеќе оговараат. Очекувате ли... Јас стварно мислам дека треба да се вратиме на работа, а да престанеме да ги мобилизираме енергиите на оговарање. Какви ќе бидат внатрешно владните односи после овие избори и после овие очекувања помеѓу ДУИ и СДСМ? Бидејќи гледаме дека ДУИ е голема кнедла во грлото на разни албански интелектуални, политички, аналитички, но и граѓански и гласачки кругови, а од друга страна ДУИ е секогаш големиот партнер кој што и кај вас и кај опозицијата решава дури и кој ќе дојде на власт. Очекувате ли промена во тие односи во периодот што доаѓа? Оти вие загубивте значајни гласачки поддршки и заради тие, би се рекол, компромиси што се прави и така натаму, или можеби не? Дали, особено овие односи без алтернатива, очигледно е дека во собранието одреден број на политички партии го гледаат прашањето на ДУИ како прашање да се биде или не. Ги губите или ги добивате на таа тема. И ние сме ги имале тие дебати пред изборите 2020 година. Ги имавме дискусиите и после владата. Јас имам можда еден конзервативен став во таа смисла и велам кога ќе се направи коалиција, кога знаеме зашто соработуваме, кога сме се договориле кои се приоритетите и тие се заеднички, треба да има и доверба и треба да има тимска игра. И јас во тоа искрено верувам и мислам дека и пред овие избори и во владата на многу политики се види дека постои еден тимски дух, дури и во коалицијата со БЕСА. Заради тоа што на теми политички немавме ние некои крупни разидувања. Она што мислам дека и дел од албанските гласачи го критикуваат, не се однесува на нашите политички избори, туку на нашиот политички стил
и однесување. Не тоа што го ветуваме, туку тоа што се прави. И мислам дека притисокот и врз СДСМ и врз ДУИ ќе бидат тие пракси да не бидат видливи. Погледнете само по прашање на кадровска политика или политика на вработување. Значи, ние успеавме еден дел од проблемите да ги решаваме. 10-15 години зборуваме за 1500-2000 луѓе кои што примаат плата, а не одат на работа. Така? Еве сега тоа го констатира и новиот градоначелник на Тетово. Вели дека половина од администрацијата примала плата, а не доаѓала на работа. Еве, да речам дека тоа треба малку и да се документира и да се покаже. Разбира. Затоа што различни се информациите. Имаше некои информации дека еден дел од нив биле во образование. Јас не сум видела. Навистина човек да добил шанса да работи како наставник и да не се појавува на работа. Тоа нешто навистина и да се чува тоа како тајна, тоа ми изгледа малку неверојатно. Треба да се провери, но факт е дека тој е еден голем проблем кој се пренесуваше од генерација на генерација, од влада на влада, од министер на министер, сега е решен проблем. Знам како некој кој што прифатил одредени луѓе да работат и во Министерството за одбрана, и тие, фала Богу, доаѓаат на работа и би требало да си ја заработат платата. Меѓутоа, факт е дека во дел на кадровските политики и ние и ДУИ, мислам дека треба да понудиме нешто што е посолидно и нешто што граѓаните ќе го видат дека не е само партиската структура и партиското ткиво. Затоа што ние сме држава во која фалат човечки ресурси. И ако тие човечки ресурси ги бараме исклучиво со книшки и со партиска лојалност, а не со државна лојалност и компетенција, мислам дека нема да биде тоа проблем на ДУИ и нема да биде наш проблем заради ДУИ, туку ќе биде проблем на СДСМ и на ДУИ. Ова е еден од тестовите кои што мислам дека ќе биде постизборната лекција. Имаме уште една минута, не повеќе, ќе ве прекинам ако продолжиме. Огњан Минчев Сабеле го вклучив, го познавате Огњан Минчев, е виден политиколог и предавач на Софискиот универзитет. Тој има инаку став дека македонската нација е коминтерновска творба и така натаму, сега не влегуваме тоа, но не е единствен. Кој во Бугарија и тоа е клучната сопка која што влијаеше на целиот јас си го оставив Огњан да си го искаже ставот, бидејќи тоа е ставот негов. Меѓутоа тој кажа нешто значајно, дека од новата влада која сега се формира, од која што стигнуваат еден вид на други тонови од предводниците, ќе видиме конечно дали ќе ја формираат владата, тој очекува не да се направи драстично нова политика кон Македонија, туку политиката да се допрецизира, бидејќи тој вели дека Бугарија истапи тешки критики заради конфузните ставови што ги имаше кон Македонија. Тоа значи дека ние некакви големи напредоци и отварања на не знам какви шанси и така натаму во Софија нема да имаме, особено што две од можните 4 коалициони партии таму се онака тврди заговарачи на она што беше бугарскиот консензус досега. Ако обстане и Радев, да го скратам прашањето, што правиме ако нема ништо во Софија ни до крајот на декември, а и понатаму? Еден дел од вестите од Софија беа добри и треба да ги кажеме. Ако шанса да бидат првопласирана политичка сила ја добиваат луѓе кои имаат порационален пристап кон нас, тоа не може да биде лошо. Во исто време, луѓето кои истераат цела кампања на Македонија, не само што остана вон парламентот, туку мислам дека едва и стигна 1%. Да. И тоа е тој нов дух, и тоа е добра порака. Каракачанов и ова Џамбаски, сите тие. Ги малку се хистерични, ама заминаа во историјата во оваа фаза. Ама знаете како, тоа покажува дека има одредена зрелост и дека ова прашање е згодно за политички дебати и за провокации кон наша страна, ама многу гласови не носи во Бугарија. Но факт е дека секоја следна влада најверојатно ќе биде прилично комплицирана. Во комплицирани влади доволно е да се појави еден политички фактор и да има потврд став на тема Македонија и да предизвика тоа влијание врз целата влада. Но затоа велам, не треба да ги подигаме очекувањата, ама треба да направиме се, ако постои малку отворена врата, ние да ја ставиме ногата на таа врата и да поминеме. Тоа поминување ќе биде во секоја ситуација низ иглени уши. И нема да биде со многу голема желба и отвореност од страна на нашите соседи.
Меѓутоа, доволно е да се подотвори вратата и да се искористи таа шанса од наша страна. Инаку точно е дека секој пат кога ќе се отвори ова прашање, полесно е да бидете скептичен и полесно е да бидете песимист. Најверојатно ќе бидете во право. Меѓутоа, видливо е дека Бугарија си затвори многу други врати заради тоа што ние држеше нашата врата затворена. И таа цена ја плаќа со изгубени релации, нарушени теми, пораките кои што ги испраќаше Бојко Борисов во тек на кампањата не беа случајни. Вели, изгубивме капитал, нив тој капитал им треба за европските фондови, утре кога ќе им треба поддршка за да влезат во Шенген. На сите тие теми Бугарија покажа едно, би рекла, многу неевропско однесување. И сега на почетокот на мандатот на Радев најверојатно и на почетокот на нова влада, која и да е структурата, ќе треба да направат избор. За жал, ние ќе живееме со последиците од тој избор. Меѓутоа, факт е дека Бугарија не доби многу. Факт е дека изгуби и пријатели, изгуби разбирање и поддршка на држави кои биле традиционално блиски. И јас кратам. Радмила Шекеринска, ви благодарам за ова гостување. Веднаш да кажам дека вести нема да имаме, Александар. Ние произведуваме вести, не само читаме, а мислам дека со госпожа Шекеринска ќе извадиме денеска до 3-4 наслови, барем до попладне. Ви благодарам за ова гостување. Јове Кекеновски ми е веќе во студиото, тој седнува после вас, има партали да ве направиме сега со Јове, која ќе отвори, се шегува би кон професорот и кон вас. Ви благодарам за ова.